во секоја од овие секвенции, инструкторите кои што работат со децата разгледуваат 7 различни вештини кои што ги оценуваме на како се вика тоа рубрика од 1 до 7. Секоја вештина, пример вештината да речеме memorization или паметење, подразбира колку чекори во секвенца детето може да изведе, пример, без потреба од помош од некој од инструкторите. Ненад, како си? Одличен, Ѓори, ти како си? Многу ми е мило што сум денеска тука. Добре, недела малце понапорна за мене, ама еве, штом сум тука и штом сме еден наспроти друг, снимаме добре. Мене ми е многу мило што се договоривме конечно. Знам дека неколку пати сме имаме договарано вакво нешто, али сега и прилика кога имаме нешто и да споделиме и да се со тебе видиме, нели? Да, и нели на самиот почеток, баш со ова зборавме пред да почнеме да снимаме, на самиот почеток, таму некаде на почетокот на годинава, имав листа на луѓе кои што ги знам и кои што сум као, окей, со нив сакам да снимам подкаст и да збориме за некои теми кои што се релевантни за нас, за младите, а за ментално здравје, и ти ми беше на листа да уште од сам старт, бидејќи се знаеме веќе некое време сме се договарале, ако што каже, се гледаме најчесто на трки сега во последниве година две. Ама сега за почеток ќе почнеме кој со секој гостин, така и со тебе. Што за тебе представува ментално здравје? Па, види, Ѓорги, за мене менталното здравје е дел од целокупното здравје на нас како битија и некако потребата, нели, да си имаме контрола врз своето здравје, дали е тоа физичко или ментално, си ја сваќам лично и применувам секојдневно и некако во општеството се створи потреба да се издвои менталното како посебна тема која што ја дискутираме и навистина нели тоа беше потребно бидејќи живеевме во период кога имавме ковид пандемија и некои други случувања кои што навистина баш потенцира и влијаја врз тоа здравје. За мене менталното здравје е да бидеш свесен за состојбата во која што се наоѓаш од секој аспект на сопствениот живот, она кое што ти се допаѓа, на кое што сакаш да го промениш и да сватиме како и секој друг аспект од нашето здравје, дека е тоа процес на развој, на подобрување и нема некој краен стадиум во контекст на тоа нели ние како се осеќаме денес, како сакаме да се чувствуваме понатака и тоа во суштина подразбира нели секојдневна работа на себе, секојдневна работа кон своите цели, за да се осеќаме исполнети и да идеме напред во животот. Да, нема крај. Не е фиксно. Денеска, завршивме, толку, супер сум и после тоа нема повеќе да се грижам за менталното здравје или за здравјето како целина. Да, мислам, мене, да речем, ако поѓам од физичкото здравје, јас вежбам редовно или сум вклучен во некои спортски активности уште од најрана возраст и, нели, откој ќе постигнеш одредена цел, дали е тоа, напомена дека на трки се сретнуваме, дали е тоа си истрчал маратон, полумаратон, 10 километри, си подобрил време или слично, едноставно ти само идеш на наредната цел. Да. Така, и истото мислам дека се случува и со менталното здравје, каде што имаме и додатна компонента на самото тоа како ти како личност низ годините се развиваш, нели? Завршуваш се, дообразуваш и така натаму и се тоа ти дава дополнителна перспектива која што можеш да ја користиш и канализираш во развојот на своето ментално здравје. Да. Каде почнува некој твој пат со менталното здравје или со размислувањето дека и менталното е важно и е дел од нашето севкупно здравје? Па би рекол тоа почнува на крај на средно школа, почеток на факултетските години, бидејќи едноставно во тој момент, како што спомнав, сум бил секогаш физички активен и воочуваш на некој начин првата голема промена во животот, односно премин од нели класичното образование до средно училиште до факултетските води, каде што ти сега си изложен во комплетно нов систем на функционирање, значи не е редовно понеделник до петок со фиксен распоред и слично. И тука во суштина нели да се најде да се воспоставиш сопствен баланс кој што тебе ти одговара, а и те носи кон сопствените цели. Да.
Ние се знаеме баш пред тој период се запознавме Мгм. на сам токму тој период Да. што би се рекло и еве баш со Бајлео размислував ти ќе бидеш валјда трети гостин кој што го имам овде е алумнај на YMLP. YMLP. Или за оние што не го знаат, YMLP беше и се уште е, мислам дека сега постојат напори за да се рестартира програмата, е Young Men's Leadership проект на YMCA и Peace Corps. Да. И таму ние се запознавме, заедно сме биле на неколку кампови за лидерство на Шула Мина во Крушево. И од таму се знаеме и би сакал таму и да почнеме некој подлабок разговор за ова, бидејќи сметам дека голем дел од тие активности што сме ги што еве јас сум ги правил надвор од дали тоа било училишна активност или нешто по фиксно, тие вонучилишни активности, вонучилишно надоградување, колку само тие тебе ти влијаеле и дали уопште ти влијаеле на некој позитивен начин и во насока на посвесно размислување за одредени работи. Па да, мислам да, првин YMLP беше стварно убав период и убава приказна на што живеевме и беше на некој начин рутина секое лето да сме вклучени на еден или на друг начин преку разни улоги во самите кампови и проектот. Па мислам дека она што е клучно да го напоменеме дека тоа е вид на неформално образование, нели си го имамо на формалното кое што ни е дел од секојдневието. И баш како такво формалното образование нели не прави корисна единка во општеството во кое што припаѓаме. И од тие причини неформалното дава прилика нели да станеме по креативни како индивидуи. Да. И како индивидуи уствари да она кое што ни е нам од интерес да го развиваме понатака, дали тоа било спорт, дали тоа било лидерски капацитети и способности. Јас тие кампови лично многу ги обожавав да бидам таму. Многу ми беше убаво да се спознам со нови луѓе од целата држава, различни етнички заедници и така натаму. И навистина сватив една многу битна компонента во општеството, кое што е самото лидерство, значи да умееш да раководиш со тим на луѓе, секој во тимот да се чувствува вклучен, дека има важна единка, важна компонента и така натаму. Така да таму и впрочем имав прва прилика да работам со млади, да бидеш да речеме на некој начин ментор и тоа ме воведува во некои други води во кои што денеска сум активен. Да. Една интересна компонента која што и после ќе збориме за неј, за која ќе дојдеме да збориме за тоа што ти денеска го работиш, ама тоа е што барем мене ми беше интересно што еве јас од истокот или од Струмица, југо-источен регион, немаш контакт со млади од цела Македонија. И интересното е што, например, единствен јазик кој што го зборевме на YMLP беше англискиот. Бидејќи е јазик кој што сите го знаеме, зошто сега ние да се разединуваме дека окей, јас сега со Ненад ќе зборам бидејќи ние можеме македонски да збориме, ама со некој од Тетово или од Гостилар нема да можам да зборам бидејќи не знам албански. И тоа ми беше интересен аспект кој што и една од работите кои што стварно ги сакав за YMLP беа тоа дека и покрај сите ние некои разлики што ги имаме, баш поготово дека во тој период беа доста популарни расправите за јазици и се тоа, и беше ќе идам на Шула Мина, ќе збориме англиски и ќе се разбереме едни со други, ќе имаме убаво време едни со други, ќе се надоградуваме и ќе учиме малце повеќе за нашите култури, за нашите работи, лидерство, како да станеме подобри лидери или учесници на заедницата. Да, мислам тоа комплетно се согласувам кога го спомна за јазиците, бора терминот, кога се збореше на друг јазик, па мораше да се вратиме да збориме пак на англиски, и мислам дека тоа доведе до тоа да тие кампови имаат успех на начинот на кој што има, бидејќи едноставно гледаме како секој со своите перспективи доаѓа на тие кампови во Крушево,
преку сесиите, обуките што ги поменуваме, ги дознаваш тие перспективи, добиваш идеи за проекти, за соработки и така натаму, и едноставно доаѓаш до моментот каде што сме во денешниот, да речам, стадиум сите ние, односно сме млади луѓе кои што имаат идеи, кои што сакаат да придонесат кон општеството и тоа го прават на начин каде што тоа не е само во својата локална заедница, туку и надвор од неа во повеќе градови, зашто имаме спознанства кои што можеме да ги користиме и да се вмрежуваме. Кој што ова е Едно од тие, да. Едно од тие работи, цело 8 години после тоа. Да. Така, што после YMLP, бидејќи од тоа што нели се знаеме и не студираше нешто што сега го работиш, или? Па вака, тоа активно го работам, Да. тоа ми е денскиот ангажман, а Mindlips е на некој начин пешен ангажманот кој што ми го исполнува времето, исполнува повеќе духовно. Значи, после YMLP едноставно таа приказна не заврши, туку некако духот во текот на COVID пандемијата не можеше да се издржи, бидејќи бевме во тоа што бевме, нели, како Локдаун. пандемија, да, локдаун, а камповите барат, нели, ние да бидеме во Крушево. Да, се запишав на Финки, студирав таму, во текот на тие студии, значи јас мојот смер е интернет мрежи и безбедност, односно, нели, сајбер безбедност, тоа беше многу актуелна тема, посебно тој период кога упишував, тоа беа нови смерови. Се концентрирав на студиите стварно, на вистина онака ми беше интересно, секогаш гледав да бидам вклучен во дополнителни проекти, бев на размена надвор од Македонија во Соединетите Американски држави, имав прилика да видам како таму функционира институција од високо образование, да соберам искуство таму, да запознам колеги. И едноставно, кога дојде моментот и за вработување и за ангажман во рамки на струката, и тука ќе дојдеме и до една увертира како и во Mindlips со суштина имам примена на струката. Значи, едноставно, нели, сметав дека секогаш ми треба таа дополнителна душевна компонента која што мене ќе ми го исполни времето и после, да речем, редовниот ангажман. И од тие причини секогаш барав дополнителна активност. Значи, кога бев на училиште, тоа може беа клубовите на YMLP, можда тоа беа камповски активности. И така едноставно дојдов до една приказна која што се нарекува Mindlips. И решив да се вклучам и да помогнам да се изгради една организација кај нас, заедно со тимот, нели, со кој што соработуваме, да бидеме активни чинители во општеството и да придонесуваме на начин кој што стварно сметаме дека е користен. Да, многу е важно да се има некој тој баланс, да знаеш, окей, ова го работам, за ова у твој случај студирала, ама и без разлика кој шо и да прави, и дека секој од нас ни е потребно, ти го спомна, тоа нешто, дали ќе биде духовно, дали ќе биде нешто што ќе не исполнува, за да можеме ние да функционираме, да имаме некој здрав баланс во тоа како функционираме ден за ден. Да, и впрочем, сега малку ќе се осврнам на студиите, конкретно ако некој од Финки го гледа ова и уште се изучува предметот оперативни системи по истиот учебник. Значи има таму еден пасус кој што ми остави впечаток во воведот баш, и пишува пасусот, вели, во 70 и 80 години беше сметано за комплетно нормално да луѓето имаат основни компјутерски програмерски вештини за потребите на сопствената област или струка каде делуваат. Бидејќи едноставно ти и да имаш, нели, репозиториум за подкастов и слично, ти треба да знаеш да направиш некои едноставни беш програми, скрипти, за да можеш да функционираш во областа каде што работиш. И мислам дека општеството сега се движи во насока на тоа каде што гледаме дека стварно информатиката како поле, ИКТ, смеровите и така натаму наоѓаат примена секаде, и потребно е знаењето кое што го имаат луѓето од соодветните подрачја и професии. Да речеме, кога беше COVID-19 пандемијата, значи едноставно тука гледаме како после тоа имаме развој на одредени медицински системи кои
помагаат при управување со пациенти и така натаму. И тоа нели е многу потребно да го имаш ти знаењето од медицинска страна за да можеш да создадеш соодветен систем. Да, па и не знам кој стана збор за образование, целосна дигитализација на нели ти се еве и ја сме превувале испити, сме чекале у чекални со сати, ама сега се оди кон тоа да се дигитализира целиот тој процес во голема мера. Не знам, јас не знам од кога не сум бил во банка, например, за да платиш, бидејќи едноставно се види дека за време на ковидот не е уствари толку морално, ајде да, некојаш ќе мора да идеш да не знам, да мениш податоци или апдейтираш нешто, ама не можеш да идеш у банка секој месец да плаќаш и да чекаш уредица и да губиш, например, неколку сати у денот, така? Да. И од тука дефинитивно е интересен начин како на размислување и мислам дека најголем дел од работите може да ги употребуваме и јас затоа може би некојаш и премногу се навракам, например, за ако гледаме програмирањето како такво, за мене спортот, ја можам за било што да ние сега да збориме, да употребуваме некоја метафора или компарација, како тоа, нели, како спортот може да се искористи у, не знам, некој концепт од спорт да се искористи у животот, например. Да, да. И така оди едноставно, значи ти препознаваш концепти, впрочем и нели самото високо образование, нели во нашата струка во областот која што доаѓам имаше напливи на академии и така натаму. Едноставно нели разликата клучна која што пример би имале во тој аспект е и самото тоа што самото високо образование нели е процес, значи надвор од самата струка која што добиваш, тие ги имаш општествени моменти, значи ти кога студираш ти си директно и индиректно поврзан со колеги од други факултети, со случувања и така натаму, и таа социјална компонента не прави да во суштина сватиме дека сме сите поврзани и потребни едни на други. Да, ја велам секогаш дека нели дека сега некојаш у разговори со помлади генерации со не морам да идам сега на факултет, зашто ќе ми е факултет, ја можам ова не знам на некој курс или да се научам сам. И да, тоа стои за одредени професии мора да идеш на факултет. Ако сакаш да бидеш доктор, не можеш доктор да станеш од YouTube, например. Ама јас секој што велам дека најголем бенефит од факултетот е токму таа социализација, токму тоа вмрежување на некој начин што се случува, networking, кај што ти ќе запознаеш многу нови луѓе, дали од твојот факултет, у зависност каква група имаш или дали си со една група почесто, ама и надвор од тоа со не знам, учество во студентски организации или организации кои што работат со студенти, одење на не знам, брусовски забави или што и да е, ама голем е бенефитот од тоа да пак истото за YNLP, истото сега и за универзитетот и за факултетот, познанствата кои ги ствараме и можноста да се запознаеш со нови работи и некои работи кои што не знаејќи ќе ги дознаеш и после тоа цел живот ќе обереш тоа. Да, и тука кога зборевме за Mindlips, ако можеме да зборнеме и таму. Значи тоа беше буквално една приказна каде што нешто што мене ми било хоби, ми било воншколска активност, односно танцот. Јас увидов дека има една организација која што претходно имаше представништво тука Mindlips и аплицирав на повик кој што го има споделено и едноставно дознав дека им требаат некој персонал во тој момент. Гледам дека е програма со танц, знам доста луѓе кои што се инволвираат околу тоа поради моето минато во средна школа и членување во такви студија и таа заедница. И едноставно сакав да се впуштам во дополнителна активност и токму таа дополнителна активност дознав дека е многу поголема од она што замислувавме во моментот и тимот едноставно започна тука од тројца луѓе, па сега брои скоро 15 луѓе во година дена и тоа е стварно голем успех за нас. Организацијата самата по себе
со која што работам, значи Mind Leaps, има потекло од Соединетите Американски држави, таму ни е главната централа или headquarters, да ги наречеме, во Нью Йорк, али има представништво во 6 држави, значи Соединетите Американски држави, 4 афрички држави, Мауританија, Гвинеа, Руанда, Уганда, да, тоа е во Африка и кај нас на Балканот. Едноставно станува за збор за организација која што го користи танцот како метод на социо-емоционален развој на ние ги нарекуваме ранливи категории или at-risk youth се нарекуваат на англиски, и тие деца кои што со кои што соработуваме, идејата е да им изградиме нешто што се вика пат кон само себе издржаност, значи да бидат независни од потребите нели општеството да нив им пружа можности, туку да можат сами да си створат можности. Иницијалниот контакт кој што го прават они со нашата организација или ние со нив е токму преку програмата на танц, која што самата по себе е уникатна, бидејќи таа нема баш за цел да создаде професионални танчери, туку користи метод на точно дизајнирани секвенции во рамки на еден танцов час, да мериме одредени социоемоционални развојни вештини. Конкретно се концентрираме на 7, кои што е докажано дека се потребни за деца од нивни возрасти да ги имат развиени до одреден стадиум. Станува збор за навистина интересен проект кој што нашата извршна директорка од САД го има истражувано на Карнеги Мелон факултетот и така натаму. Да тоа биде стварно она што е денеска. И танцовата програма, значи кога ќе влезат децата кај нас, структурата на еден час трае 2 часа, односно 2 сати, да не се помешаме со школски часови. Значи имаме загревање, кое што е точна секвенца и иста секој пат при спроведување. Имаме движење во диагонала, значи ако замислиме четвртаст простор или студио, движење од една до друга точка диагонално правејќи одредено движење. И на крај имаме креативната компонента, односно кореографија, каде што им даваме задача да смислат кореографија, да спојат повеќе чекори и така натаму. И сега во секоја од овие секвенции инструкторите кои што работат со децата разгледуваат 7 различни вештини кои што ги оценуваме на како се вика тоа рубрика од 1 до 7. Секоја вештина, пример вештината да речеме memorization или паметење, подразбира колку чекори во секвенца детето може да изведе, пример, без потреба од помош од некој од инструкторите. Имаме вештина самодоверба. Самодоверба како вештина, дали детето треба да го мотивираме повеќе пати во текот на часот да изведува одредено движење. Дали тоа движење детето може да го изведе самостојно и така натаму. И така е дизајниран часот, да пример кога движат они во диагоналата, како ние пример би наблюдувале самодоверба како вештина. Значи сите деца додека чекаат во ред во диагоналата, едно дете движи преку целиот простор. И уствари испаѓа како детето да има публика која што го гледа цело време. И гледаме дали они имаат самодоверба да го изведат тоа без попрекување или без помош од инструкторите. И едноставно таа компонента, значи танцовата компонента, трае 3, 6, 9, 12 месеци, колку сметаме дека е потребно, бидејќи на крај од секој час инструкторите заедно седнуваме и правиме состанок каде што секој дете поединечно го разгледуваме, велиме Ѓорги денеска покажа добар грид, добро меморирање, добра дисциплина и така натаму, и соодветно одиме по таа рубрика да видиме каде детето се совпаѓа. За таа цел, за да ова ние можеме нели да докажеме едноставно метрички дека се исполнува постојано, можеме да го гледаме тоа преку нашата custom build апликација. И тука е моментот каде што мојата струка се поврзува со танцот, значи имав прилика да работам на развојот на таа апликација, каде што буквално на секој од децава им ги гледаме развојот и после тоа можеме да кажеме на родителите погледни Ѓорги почна тука, во 3 месеци постигна тука.
И од тука ние влечеме одредени паралели каде овие социоемоционални вештини влијаат во нивниот секојдневен живот. Значи, дечињата многу често се случува, јас како координатор на програмата за танц, тоа е мојата улога во рамки на Mindlips, како координатор имам состаноци со родителите и родителите многу често ни укажуваат во задниве 2 месеци гледаме детево самостојно седнува да пишува домашна без да треба да го поттикнеме ние. Во училиште има поголема самодоверба, учителката или наставничката вели дека е повеќе проактивен. И тоа се сите бенефити кои што ние ги гледаме за секој од децата поединечно. И воедно нудиме можности за нивно доразвивање по програмата за танц. Значи, они го завршуваат тој основен корикулум или основна програма за танц и им нудиме можности во рамки на нашите програми за образование, напредни програми за танц. Секогаш најчесто имаме некоја наречена алумни група која што вклучува некои од поактивните деца или децата што навистина се и пронашле во светот на танцот. Претходно, минатото полугодие имавме соработка со танцови студија каде што нашите деца оде и така натаму. И во програмата за образование или компонентата за образование, децата се со овие стекнати вештини, значи дисциплина, мислам како да објаснам едноставно кога ти не треба да потсетиш детето дека треба да дојде денеска на час англиски јазик, тоа самостојно доаѓало, а претходно кога било програмата за танц, тоа било телефонски повик за да се потсети детето дека денеска има час. Сега детето самостојно си доаѓа на часот по англиски јазик и им нудиме можности за дообразование. Конкретно во Македонија тоа нудиме, значи, за јазични подрачја и некои други работи што ги имат и на училиште, можеби на некој начин повише како поддршка им нудиме во тој аспект, али во други држави тоа оди на дури друго ниво, каде што гледаат да, пример, одреден процент од децата во програмата во образование успешно ги положат матурските испити и се запишат на факултет и така натаму. Бидејќи едноставно програмата и концептот на Mindlips не е да тоа биде one and done, туку стварно правиме однос со секој од децата. Они потекнуваат од одредена заедница каде што можат понатака по интеракција со Mindlips дополнително да бидат активни чинители. Да, ја би те прашал бидејќи само сега за и мене ме интересира која годишна возраст се деца со кои што работиш. Супер. Да, значи во програмата за танц, каде што јас заедно, мислам, јас сум координатор на тимот и на програмата, али активно работиме 7 луѓе како инструктори. Годишната граница е 8 до 15 години за програмата за танц. Додека за програмата за образование тие граници идат 15 до 25, зашто имаме различни програми. Значи, децата кои што од танц преминуваат во образование, тие усуштина ги следат баш тој пат кој што го имаме трасирано и замислен во нашиот модел на работа. А имаме и некои курсеви кои што ги нудиме и за деца кои што се во средно училиште. Патем во моментов идеме во дел од средните училишта во Скопје, во градот, каде што држиме обука за одредени клучни теми за млади луѓе, како што се civic engagement и дезинформации. И сметаме дека стварно доста помагаме во општеството да се покријат одредени области. Да, јас сум некој кој што цело време, па и на подкастов, го имам кажано тоа многу пати, дека спортот е една од најважните работи во растот и развојот на едно дете, и танцот како таков, бидејќи од спортот можеш многу работи да научиш и самото тоа учество, дали тоа ќе биде, кој што каже ти, 3 месеци, 6, 12, 3 години, 10 години, цел живот, можеш многу да научиш за тоа и баш ми е интересно само до тоа што кажуваше и ги спомна тие некои 7 точки кои што ги имате увидено дека се многу важни за развојот или во не знам ти како би го кажал, таму се важни. Кои се тие 7 точки? Да. И збор вас за секој од нив, бидејќи сметам дека не само во танцот, верувам дека доколку има успех еве со тоа ти што работиш и вие што работите, може да се примени во многу различни други спортови. И општо
во Да. други области. Значи, пак ќе појдам од точката дека тоа се 7 различни вештини кои што ги наблюдуваме и надгледуваме. И тие се нели на научна база, research based од нашата извршна директорка, и патем така и доаѓа до моментот да создадеме своја апликација да ги анализираме тие. Значи вештините се memorization, односно меморирање, grit, кое што кај нас на некој начин би се превело издржливост можеби, тимска работа, teamwork, дисциплина, discipline, self-esteem, самодоверба, креативност, нели, creativity, и на крај language како вештина. Значи, секоја вештина поединечно ја гледаме на рубрика од 1 до 7 и постигнувањата се од 1 до 7, значи 7 е највисока, да речем, оценка која што може да се постигне. И тие ги гледаме во текот на часот. Значи, меморирање, пример, го тестираме во текот на загревањето. Точна секвенца, секој пат иста, секој пат се изведува на истиот начин. Гледаме за колку часови децава успеваат целата секвенца која што трае 45 минути или 60 минути, зависно од часот. Дали успеваат да ја меморираат, дали успеваат после тоа откога ќе меморираат цела секвенца на загревање, дали успеваат во кореографија да запамтат 20 чекори кои што сме ги предале или 16 чекори кои што сме ги дале во тој час, така? И пример тука доаѓа и спојот помеѓу memorization и grit, односно меморирање и издржливост. Пример, самата секвенца од загревањето знае да биде физички многу напорна. Значи, дали детето се бори со ситуацијата дека на физичкиот напор кој што го чувствува треба да го преброди, или физичкиот напор е момент кој што денеска не може да го преброди. И тука ние како инструктори помагаме, нели, ајде Ѓорги, можеш повеќе, уште малце, при крај сме и така натаму, за да стварно извлечеме максимум од секој од децата, и практично од кога ќе почнеме до кога ќе завршиме, стигаме до степен каде што и децата самите по себе водат загревање. Значи доаѓаат и се желни да бидат дел од часот, да учествуваат како дел од часот. И секоја вештина соодветно во секој дел од часот може да се разгледува, но одредени пример се разгледуваат во конкретен одреден дел од часот. Да речеме, креативност како вештина највеќе можеме да ја воочиме во кореографија како дел од часот, бидејќи тука можеме да дадеме задача од стилот на измислете 18-16 чекори кои што пример користат раце, нозе, користат нивоа, сме горе, сме на под, сме на некое средно ниво, работете во групи, тука гледаме тимската работа. Пример во контекст дисциплина, дали детето знае да биде пример за останатите, дали знае да биде мирно, да го слуша наставникот, да нема потреба да интервенира наставникот или инструкторот во текот на часот. И едноставно кога ќе направиме така некој холистички пристап на сите 7 вештини, тие кога ќе се спојат, едноставно просечната оценка која што на некој начин би ја здвоиле тука квантитативно, ни укажува за стадиумот на развој на секој дете поединечно, и стварно тоа покрај бидејќи летово имав баш прилика да бидам вклучен во еден како истражувачки проект кој што го правевме во Гвинеа на терен, значи имавме наш инструктор таму и соработувавме со тимот што ни е во Гвинеа, да видиме, значи ние ги имаме овие квантитативни методи, се развиваме и некои квалитативни методи кои што ни овозможуваат да направиме, нели, кореспонденција на овие оценки или просечни постигнувања со она како ние го гледаме тоа да се манифестира во секојдневниот живот на детето. Да, и ретко кога, танцот ќе земам, добар само ради тоа што нели танцуваш сега ти. Има многу што и само до тоа кога го кажуваш меморирање, и тоа ја си го поврзувам со кошарката на пример, каде што у кошарката имаш одредени акции, сега зборим, и сега многу често деца кои што гледаш ти колку напредуваат со тоа што на почеток, нели, ќе поставиме цела основа на една игра, и има прогрес во текот на цела година, и у разговори со нив гледаш уствари колку само некој може да свати, некој не може да свати, и едноставно после тоа, нели,
можеш со нив да збориш и да знаеш на кој колку да му помогнеш, бидејќи не со секој можеш да имаш ист пристап. Да. Така. И баш е интересно ова, се надевам дека еве оние што не слушаат ќе излечат нешто за нив, ако се родители за нивните деца, ако се па таа некоја возраст каде што се во овие од 8 до 15 па и по 25 спомнавме, да размислуваат на тој колку само не сум ја прочитал студијата која што е направена нели за вештините, ама верувам дека и можам лаички гледано од свое искуство да кажам дека да, има смисла кога станува збор поготово за некои одредени работи кај што дисциплина или самодоверба, па и издржливост, бидејќи не знам кој го има кажано, мислам дека беше Дейвид Гогинс, кој што вели дека ти кога мислиш дека не можеш ништо повеќе да дадеш, ти имаш уште 40% да дадеш повеќе. Он го има кажано. Да, така, бидејќи ние сега некојаш сме, телото, вика, или сам си викаш, нема кај може да уште толку готово, крај сум, а уствари ако само пробаме и продолжиме и утекот на таа болка, ќе видиш дека можеш многу повеќе. Да. Тука и се слагам, знаеш, бидејќи пак споменав дека работиме со риск, социјално загрозени некогаш семејства и дечиња од таква средина. Знаеш, битно е да им се укаже баш моментот на тоа дека и во животот не треба себе си да се ограничуваат ради можеби моменталниот стадиум каде што се и опкружувањето, и овие вештини се во суштина на кога им правиме нив пат кон само издржливост, да им докажеме дека навистина можат да бидат она што сакаат да бидат во животот, бидејќи сите почнуваме од негде. И ако ние сме поддршката што е потребна во тој момент, тогаш ќе добијат од нас. И тоа многу не инспирира. Јас, пример, ќе почнам лично. Спомена моментот со кошарката и нели самото тоа кога, пример, еве ти како тренер, дали местите акција, одбрана или било како, воочуваш, да речеме, одредени деца имаат креативниот момент, воочува ситуација, може да препознае простор и така натаму. Едноставно, да, секој дете е поединечно, ради тоа пристапот наш е таков да секој дете поединечно го разгледуваме после часот, да видиме ако има, да речеме, промени, ние сме во активна комуникација со родителите, ако видиме дека детето напредувало супер кај нас, али на претходните 2 часа детето можда во одредени работи има намален перформанс, во тој момент се повикуваме, се слушаме со фамилијата, дали е се во ред, дали треба нешто ние да помогнеме да учиниме и така натаму. Мене, пример, од педагошки аспект, кога работиме со децата, ми е многу убаво чувството да знам дека пренесувам на некој начин свое знаење, дел од себе на некој друг, и едноставно го запознаваш со нов концепт, нов начин на функционирање, можеби танцот како свет самиот по себе. Јас, пример, од секојаш сум почитувал наставен кадар, професорски кадар, луѓе кои што се занимаваат со образование, бидејќи имав прилика за време на мојата размена во Соединетите Американски држави да во основно училиште бидам помошник во едно одделение, да го наречам, и имав прилика да речеме да на децава им држам математика или да помагам на некои вежби математика што се изведуваат во текот на часот, наставничката им дала задачи и сега вакво. И во моментот ја осеќаш одговорноста дека ти го запознаваш детето со концептот, пример, собирање, со концептот множење и одговорноста да ти го пренесуваш тоа знаење и да ова дете, нели, нешто што е светски признаено како вака се множи, вака се дели и така натаму, и ти имаш прилика за прв пат да го запознаеш со ваков концепт. И пристапот твој, како ќе го запознаеш со таков концепт, може многу да влие во тоа дали они понатака би тоа прераснало во љубов кон математиката, можда да се насочат кон инженерска струка или математика и така натаму, или ако можеби пристапот не ти е коректен, може да биде да најде на одбивност. Да. И тоа кога го сватив колку ствари педагошки како момент е многу битно,
ми укажа колку е таа благородна работа, колку е работа која што е многу клучна во едно општество и колку треба да се почитуваат луѓето во образование. Не, кога станува збор за тој аспект, мислам дека со истото, нели, кога зборуваме и за наставници, истото би го вклучил тоа и тренери, и инструктори, бидејќи многу зависи од тоа како некој ќе ти го прикаже, ќе ти го објасни нештото и дали тој или таа знае тоа да го направи на начин, без разлика ти колку знаење имаш. Пак, јас сум видел милион тренери и кај нас и на страна кои што знаеш дека знаат, кои имаат тоа искуство и знаење, ама голем број на деца се откажуваат од спорт заради нив. Така, бидејќи ги уништуваат, им внесуваат некоја одбивност према спортот, поради тоа што имаат преголеми очекувања, не знаат како да разговараат со деца, се губат, не се едноставно не се добри спрема нив, не знаат како да зборуваат со нив и мислам дека е една од работите кои што е многу важна, а се уште ние барам кај нас се нема таа свест за колку е само тоа толку важно. Да, и нели тоа малце доаѓа и до да не ги нели секогаш обвинуваме и нив, доаѓа и до нивниот развој, пристап до ресурси и методи. И од тие причини нели треба и малце да имаме и кај нас концепт каде што соработуваме меѓу градови, држави, поединци и така натаму. Еве да речеме придобивката од организација како што беше YMCA, камповите YMLP и Мировен корпус, нели, што поддржува тука, е тоа да ние сме тука денес и да го правиме ова и да општиме пред јавност и така натаму. И од тие причини, еден од начините на кои што ние се концентрираме сега во 2025 во Mindlips е нашите концепти да ги пренесеме во целата држава. Имаме сега еден многу интересен проект кој што ќе го започнеме во февруари. Февруари, почеток на 2025 година, поддржан од амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија, во Скопје, која што практично правиме, го викаме Caravan Project, одиме во 5 градови, ќе биде тоа присутно на социјални мрежи, каде и што, и у суштина држиме работилници за дел за танц, дел за образовни работилници и така натаму, кои што нели се надеваме ќе придонесат, ќе отворат очи на луѓе во тие заедници, ќе направиме некоја врста на соработка, бидејќи стварно сакаме нашата порака да се развива и прошири што подалеку во државата и понатака, нели, во регионот. Да. Не, тоа е многу важно, бидејќи некојаш јасно го имал тоа чувство како некој што не е од Скопје, сека ги немаш тие ресурси како некој што овде и живе се. Ја имам многу поголеми ресурси од некој на моја возраст да у Струмица, например, или на било кое друго место во државата, и затоа баш ми е мило што слушам ова и сега зборевме многу за ова. Ми спомна дека работиш и денска работа. Колку ти е тешко или лесно на тебе да балансираш сето тоа, бидејќи од тоа што слушам доста си активен. Како е за тебе лично, како иде тој баланс и тоа да не претераш можеби во некои работи, како знаеш да кажуваш не или да на некои работи? Па, мислам дека тука прашањето е повеќе димензионално. Првенствено е отворена комуникација со сите субјекти. Отворено да се нели регулираат очекувањата и така натаму. Имам можеби таа привилегија на некој начин што имам струка која што дозволува флексибилност во однос на работно време, во однос на мислам испораченост нели мора да има, али едноставно начинот на кој што функционираат работите во IT светот, генерално се работи во спринтови, па овозможува да одржуваш некој баланс. И тоа е најклучно, поставување на здрави граници за себе, да си свесен за сопствените капацитети, колку можеш да произведеш, да создадеш и да бидеш
причинител во секоја од областите кај што си вклучен. И мислам дека нема да сум јас ако не правиме малце муабет на крај за трчањето. Да, слободно. Бидејќи сега на Скопски маратон пред некој месец кој истрча својот прв маратон. Да, целиот. И тоа мене беше многу јако и ќе ти дам ти да збориш, ама нели ја го истрчав полумаратонот и после тоа некој саат-два фати многу јако невреме, некој 20 на минути. Ти уште тоа штрчаше. Кажи ми малце тоа поеќе за искуството како беше и зошто маратон. Бидејќи не е нешто, окей да, голем дел од луѓето може ќе истрчаат, ако гледаме на пример Скопски маратон, имавме не знам, сега не ме фаќа за збора, ама 70-80% од луѓето трчаа 5 километри, така? Голем дел од луѓето 5 километри се задоволуваат, некојаш нели некоја трка 10-ка има, па некои можеби кидат на полумаратон, а зошто маратон? Да, значи првенствено тоа поаѓа од мене како особа, со тоа што са тука нели го спомнавме Дейвид Гогинс и сите тие такви мотивациони инфлуенсери, значи имаат баш една од работите кои што он ги спомнува, тоа потекна од неговото милитаристичко или овакво минато во вооружените сили кои што го има, значи имаат викаат get comfortable being uncomfortable. Значи јас секогаш себе си сум сакал да се предизвикувам со нешто ново. Не сакам да бидам постојано удобен во она што сум, зашто кога сум удобен, сваќам дека не напредувам од било кој аспект. Јас почнав во прва година средно, ми се чини, прв пат трчав 5 километри на Скопскиот маратон. Кога бев трета година средно, прв пат се предизвикав да го истрчам полумаратонот. И некако полумаратонот ми стана рутина, значи 5 години со ред го трчав полумаратонот, нели ќе подобриш време, ќе подобриш техника и така натаму. Едноставно дојде моментот кога годината пред таа од редни причини го имав пропуштено Скопскиот полумаратон, односно маратон. И решив дека треба да ја надокнадам километражата. Па се пријавив за цел маратон, 42 километри. И да, така беше, значи едноставно почнав да вежбам за тоа малку понапорно, бара поинаков пристап самата таа припрема. Како прво искуство, нели, може и подобро во однос на припремата како да постапам кон маратонот, али беше исполнително и задоволително. Моментот кога фати дожд, мене искрено ми беше само уште една на некој начин препрека која што тоа е тоа, мора да се случи, тука сме сега и мора да се иде напред, па што биде. Го завршив, беше убаво, ме пречекаа цело друштво, беше интересен тој целиот концепт и момент, али едноставно гледаш дека кога трчаш маратон, дека бариерата што ти се ставаш во главата дека ова е за некој друг, можеби, денеска ти си тој некој друг и денеска ти си тој што треба тоа да го направи и кој ќе се свртиш околу себе, сваќаш дека тој подвиг го земале дента уште многу повеќе луѓе од што очекуваш. Да. Ама на крај на денот, кога гледаш, си као, чекај, од, не знам, 1.800.000, ако сме милиони, колку да сме, 2 милиони луѓе, колку луѓе истрчаат денеска маратон. Да, така? Е голема... Бидејќи на вистина е голема работа. Да, мислам, ја некако кога станува збор за тие физички подвизи, некогаш станува така момент да не перцепирам колку е голема таа работа. Знаеш, кога цел живот си во спортот и вежбаш, едноставно ги знаеш и ти тие моменти кога еве да речеме утре да решиме јас и ти да трчаме 30 километри, го имаш таа ментална компонента во себе да колку ти е тешко ти продолжуваш, не прекинуваш и така натаму. И си да речем во стадиум на физичкиот развој каде што не ти е тоа и да ти е предизвик, знаеш како да менаџираш со сопственото тело, да го слушаш сопственото тело за да го постигнеш тоа. Додека нели некој што можеби не е баш физички најактивен, тоа навистина изгледа како предизвик, нели? И од тие причини мене така тие физички предизвици ми биле интересни да ги постигнувам цел по цел.
Сега следното ти е секој 4 сати. Да, како беше секој 4 сати, 3 километри, така нешто? 3 или 4 бе, За нешто така. маратон се трча во денот, така? Да, Така беше, да. Да, 40 колку е, лудница. Ма не се, Ненад, фала ти, баш ја барем уживав у тоа што те слушав и дефинитивно ќе збориме поеќе офер за тоа што правиш. И сега за крај завршуваме со една мала игра на асоцијации, кај што ја ќе кажам нешто. Аха. А тебе што ти доаѓа прво на памет, мора да кажеш. Аха, добро, окей, ајде. И Со еден збор. еден збор, реченица, највеќе сега, да не почнеш цел подкаст нов да снимиме. Ајде слободно. Ќе почнеме со, танцување. Исполнетост. Нова година. Среќа. Така. Ова е интересно. Така, пронаоѓање. Зима. Божики. Скопје. Наше. И за крај ментално здравје. Ментално здравје. Ова ќе биде тоа процес. Фала ти, Ненад. Последно од тебе што ќе те прашам е кое е твоето прашање за оние сега што не слушаат нас? Па, моето прашање можам и да го преточам и понатака, нели, во првенствено во еден вид апел за соработка, ако ова што го сопоменав со Mindlips им беше интересно да слободно не пристапат на социјални мрежи, дали мене лично или нас како тим. А моето прашање за нив е дали денеска сте подобри од тоа што бевте вчера.